Министерството за локална самоуправа и заедницата на единиците на локалната самоуправа побара од Собранието на Република Македонија да најде решение за надминување на состојбата поради неодржувањето на локалните избори. Во барањата кои Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС ги доставиле до Талат Џафери, како што соопшти Собраниската прес-служба, се укажува и на проблемите кои ќе настанат од оваа ситуација. Председателот на Собранието барањата ги достави до пратениците во Собранието, бидејќи ова прашање исклучиво е во надлежност на Собранието на Република Македонија, кое бара итно усогласување на сите политички партии во Собранието во однос на потребните измени во изборниот законник, но и на сите други активности кои се однесуваат на постапката утврдена во деловникот на Собранието на Република Македонија, како во однос на основање на сите работни тела во Собранието, така и во однос на постапката за разгледување и донесување на законите, велат од кабинетот на Талат Џафери. За да се распишат локалните избори, пратениците треба да направат измени на Законот за локални избори и на Изборниот законник. Конкретно, во Законот за локална самоуправа треба да се промени делот каде што стои: мандатот на градоначалниците наместо 4 години трае до назначувањето на нови. Во Изборниот законник пак треба да се избрише делот каде што стои дека локалните избори се одржуваат во првата половина на мај. Потоа Џафери ќе може без проблеми да распише избори, за чие одржување не смеат да поминат помалку од 45 дена, ниту пак повеќе од 60 дена. Иако одлуката за избор на собраниски спикер беше објавена во службен весник пред 2 дена, се уште нема најава за свикување на собраниска седница. Мандатот на градоначалниците истекува на 15 мај. Од понеделник низа проблеми во локалната самоуправа, откако Уставниот суд вчера одлучи да не поведе постапка за изборите и мандатот на градоначалниците, со образложение дека не е надлежен тој суд да го продолжи мандатот. Уставните суди одлучија дека судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат, бидејќи, како што рече судијата известител Елена Гошева, тоа е во исклучива надлежност на законодавецот, односно Собранието на Република Македонија.